Председателе. Благодарам и за добиеното известување дека ќе работиме после 18 часот и за можноста, за вашата решителност оваа седница да се истера докрај по секоја цена, без оглед дали ќе биде тоа полноќ или некои часови после полноќ. Граѓаните го барат тоа од мене. Само се заблагодарам, да. И се радувам што оваа седница не е од десетиците други кои што остана незавршени. Тука и премиерот, добро што е тука, ќе имам и кон него да се обрата малку подоцна. И воедно, председателе, ве молам, не им замерувајте на нашите колеги и представници на мнозинството, кога они кажуваат дека премногу се работи, дека премногу се зборело, имало многу луѓе, траеле долго седниците и така натаму. Тука сте ние од опозицијата и вашата настојчивост и определеност сме спремни да истераме до крај. Тука и премиерот го гледаме разочаран. Некој можеби ќе каже дека изразот на лицето на премиерот е разочарано стотиците и стотици докази и факти и поразителни бројки и состојби кои беа укажани за овие 7 дена дискусија. Може би е тоа, но може би и тоа што неговите пратерици од неговата партија не му изразија ниту почит, ниту го слуша, ниту пак исполнија нешто што направи. Ако не можат неговите пратерици, зошто мислиме дека би можеле неговите министри да го направат? За подсетување, ова е неговото резиме. На крајот заврши со тоа, поради овие причини барам конструктивна и плодна дискусија. Ви благодарам внимателно што ми слушавте. Ја го цитирам и ние го почитувавме. Вие не го испочитувавте. 40, сите до еден, 44 пратерици на ВМРО ДПМН и од опозицијата се пријавија и рекове дека да, треба да имаме конструктивна и плодна дискусија. Ниту еден од представниците на власта. Не знам зошто, но за неговото разочарување вие ќе треба да се правдете. А и пазете, имавме одлична можност за конструктивна дискусија. Дискутираме за разрешување на министер што беше ожен. И кај што кажуваме како се таа со диаспората ќе се справи. Имавме идеална ситуација да ги споредиме една компаративна анализа да направиме со предлозите, со очекувањата што ги имаше искажано пред 13 месеци премиерот и владата, вашето уверување дека ќе имаме невидени резултати и ова денеска што имаме после 13 месеци. Имавме идеална можност да видиме од еден пратеник од власта како е искуството на овој министер, што сега го разрешуваме, например, со промоцијата на државата и македонската нација. Неговите активности во овие 13 месеци. Или пак понатаму да видевме какво е неговото искуство и што резултати имаме на полето на прибирање на странски директни инвестиции. Ќе беше навистина интересно. Или пак, можеби, било кој пратеник од власта кој што го правдаше назначувањето на министерот, и ги имаше максималните очекувања дека оваа влада ќе биде сега што ја разрешува, односно што ја реконструираме нивните искуства, увереност дека тоа ќе биде најдобрата, да не го каже искуството кога министерот во диаспората им го покажал, например, инфлацискиот монитор. Ова е документот што сите го имаме овде. Ќе беше многу интересно да видиме како се рефлектира тоа, како се фалиме пред диаспората, кога ќе им кажеме дека имаме инфлација од, например, на лебот и житата од 39,1%. Дека животот е многу подобар тука. Или дека масло и масти од 18,4%. 36% зголемување кај млекото, сирењето и јајцата. И пазете, истовремено, како да им објасни диаспората се пофали, дека ова е во услови кога владата беше многу грижлива за нашите граѓани, донесе мерки за ограничување на маржите и ефектот, еве го, 28,3% зголемено месо, например. Или по ставки, ако сакате, можеме и така да отидеме. Храната и безалкохолните просечно 25%, ресторани и хотели 21% и така натаму, и така натаму. Ова се разбира поразителни показатели, но ете, можеме некој се горде со истите тие. Најверојатно ќе можеше да ги пренесе искуствата министерот во нашата диаспора за мислењето на германската комора на стопанственици што се во нашите зони. Оние што ги наследите, што беа наполнети со фабрики. Кај што, например, оценија соработка со владата со 0 или единица беше, исправете ме ако грешам. Можеби
министерот во неговите патувања имал одлични искуства кога се фалеше дека ние ќе имаме 5,3 милиарди евра буџет. Нешто што е надвор реалноста, но ете оваа влада сега што ја реконструираме, можеби тоа ќе го исполнеше. Или пак ќе се пофалеше со 800 милиони евра дефицит. 800 милиони евра дефицит. Некој можеби има проблем да ги изговори, но никој не може да ги замисли какви тие последици можат да имаат со неодговорна влада. Можеби ќе се пофалеше со министерот кај нашата диаспора, кај нашите нашинци во туѓина, каква реализација на капитални инвестиции имаме, што никој не ги гледа. Можеби ќе ги поканеше да не посетат, па да ги провозиме по 1300 километри виртуелни патишта, што само владата ги гледа. Можеби како адут плюс да се вратат назад оние што се иселија младите, што нема безнадежност, или оние што преходно се иселиле, со тоа што ќе им вете дека задолжувањето оваа година ќе биде најмалку 8,6 милиарди евра. Можеби и 9. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Можеби адут плюс ќе биде што само оваа година ќе се задолжиме за 1,6 милиони евра. Тоа е повеќе него долго што го имавме вкупен наназад 10 години за некои периоди што вие ги велете дека се, не знам, вакви или онакви. Се разбира, имаат и решенија. Ќе им кажеше не се грижите, овој долг не е без везе, ќе земеме евроврзница 600 милиони евра. Ама испадна мал проблем таму, додека го решиме проблемот, ќе побараме уште 134 милиони задолжување на домашниот пазар. А зошто испадна проблемот? Бидејќи министерот што си дал оставка не го потпишал барањето за евроврзница. И сега се прашуваме што се случило. Дали министерот толку се уплашил дека ќе направи самоубиство ако го потпише барањето за евроврзницата, дека прави некој криминално дело, дека тоа не му доликува? Можеби некој ќе рече затоа и го менуваат, и искочи владата со официјално соопштение. Евроврзницата ни пропадна од технички причини. Пазете, ве молам, 600 милиони, ќе кажем и за нив посебно, од технички причини. Не знам дали доаѓа револтот од тоа прво што ќе го помислиме дека на секретарката снемало тонер, немала хартија или си стурило кафето врз барањето за евроврзница. Тоа се технички причини. Но не било тоа, 4 дена, пазете, 4 дена по оставката му било доставено барањето. Каква е таа некоординираност во владата? Замислите дека таква состојба вие при првиот пожар, при првата несреќа, при првата природна непогода. Истата состојба, истата брзина на реакција и кога имаат потреба фирмите, кога имаат потреба граѓаните, загрозените групи и така натаму и така натаму. Еден случај кој што навистина многу кажува за односот на владата кон оваа ситуација. Значи навистина за да се направи една евроврзница. Имавме на Комисијата за финансии долго често дискутирано. Од 1 до 2 милиона евра имаме трошоци да се направи тоа. Еве под услов да немаме дополнителни трошоци. Губењето на довербата. Довербата тешко се створува, лесно се губи. Но оваа влада и оваа власт тоа не интересира. Губењето довербата кај кредиторите надвор. Тоа значи повисока камата. Тоа значи дополнителни трошоци. Тоа значи дополнителна штета на државата. Во најдобар случај, еве тука пак ќе бидеме на оваа горница, 3 до 5 милиони евра имаме загуба како држава. Ради технички причини. Еве ќе збориме. 3 до 5 милиона евра ќе не кошта и како основа на дополнителна камата и по однос на време. И проверете зошто ги пуштиме 134 милиона на домашното задолжување. Тука ви се вашите одговори. Добро, ваквата реакција, можеби ќе стигнеме и тоа дека му бил и хакиран компјутерот, па затоа не можел да потпише. Денеска се е хакирано околу нас, то како? Уште 10-та преспиње да ги плаша со истата работа. Прочитани сте, прозрани сте. Ова не може долго да трае. И нема да заврши добро ниту за Македонија, ниту за граѓаните, ниту за бизнисот, ниту за фирмите, доколку оваа власт не го послуша пратеникот до вчерашниот нивни коалиционен партнер, си го вратил мандатот и не излеземе на избори. Благодарам.